Мајка Тереза која има, да речеме, заеднички карактеристики меѓу етничките заедници, ако едни вика таа е повеќе македонска, други вика албанка, меѓутоа мислам дека тоа не е битно, битно е дека е наша тука, овој простор. Заеднички може да видат иконографиите како што се спортски надпревари, за младите вас модата, музички настани, вредности кои што ни се заеднички на сите, кои што ги обединуваат. И затоа ги осудуваме сите оние што ги провоцираат патриотските чувства на едни или други, или верските чувства на едни или други со градење на разни загради кои што ја провоцираат, го провоцираат другиот етнос, кој што беше настанок на Кара. Така што сметам дека сепак најуниверзална иконографија е еврото, бидејќи во крајна линија сите живееме од платата и мислам дека една голема иконографија која што су многу гори, тоа е Охридскиот рамковен договор. Мислам дека тоа беше вистина круна на иконографиите, останатото животот ќе си го донесе, оптимистум. Еве, така ви кажа, во неколку црти, некоја тема која што е интересна, која што ветувам дека ќе биде завршена до крај на оваа година, значи полна е со некаде со социолошко, политиколошки, па и дизајнерски, бидејќи уметност е, например, ги соберете сите слики и фотографии, иконографски нови простори. За завршеток ќе ви кажам нешто за да малку се насмеете. Докаде одат иконографиите? Например, вие го знаете Радова Караджич, кој е така. Радова Караджич е оно што го осудија ќе го осудат сега. Тој вели во онаа еуфорија на иконографиите. Вели, слушате, јас според моето презиме сум еден од потомците на Вук Караджич. Вук Караджич е српскиот реформатор. И затоа се има насликано, ако знаете една слика од читанките, оние што во бивша Југославија учи, има една слика на Вук Караджич со гусла во народна носија обречена. Така се сликал и Вук Караджич со гусла во народна носија, вика дури вика и дупчево во брадата ми е исто како на Вук Караджич. Така до таму оди иконографија. Да ви благодарам.